Здраво, дечки. Слушам. За домашно. Да, само да чекам уште минутка две да се приклучи уште некој. Константин го виде трейлерот за Assassin's Creed Shadows. Добро вече, наставнику. Добро вечер. Ама овака изгледа? Да, Ајде. Озбилно. да. А која кажале? Мислам, 15 ноември денес имаше прв трейлер. кој Shadow се вика, значи сигурно ја ќе видим. Ќе видим. Океј. Океј, Михаил, ајде, може да ја го покажеш домашното. Сега. Наставнику, Да. а кога ќе завршите со Мијаел, ќе покажам мојот проблем. Добро. Ајде, после Михаил си ти. Океј. Први. Супер. Одлично. Тоа е тоа, да видиме кодот на кратко. Да. Имаш 3 HTML. Добро. Добро, супер. Фала, Михаил. Ајде денес да видиме. Да покажам јас? Да, да. Еве сега. Ставив модал, но се гледам дека не ми е потребен баш. Зошто не ти е потребно? Отигледам кај домашното, чекај да отворам. Ова не ми е домашното, тоа ми беше проблем. Никаде не пишува за ова. Само футер има и карта. Ама еве ми го проблемот, чекај да отворам. Јас сгрешив и ставив карта. Ама не гледам вака на пола екран. Па кај мене компјутерот ми е така, малку ми е скршен. Чекај, а сега гледате? Да, ти гледаш? Не. Ти Али пола екран не го гледаш? не гледам ништо. Добро, ајде уште еднаш кажи ми што точно ти е проблемот, не те разбрав. Еве, Добро, океј. ова сега не ми работи, hello. Кога кликам? А што треба? Сакав да ставам тука add и ова да ми биде по article page, а не ставив слика оти, не знаев што да ставам за слика. А сакам да ставам add поред ова. Но малку не ми е појасно ти поради оние часови што е во
во 8 се вклучи. Оние часови што се вклучи во 8 часот. Значи, вака се тоа, ти што ми ја покажа сликата, тоа е за час 11, така? Па учевме за акордионс. Да, и имаше, мислам, часови што во 8 се вклучи, мислам дека беше за футери или картс, не знам. Не сум сигурен сега на памет, меѓутоа тоа што ми го покажа претходно тој слайдот, тоа не е од претходниот час домашно, тоа е пред претходниот. Да не ги имаш измешано домашните или ги пишуваш посебно, сега не. Не, пробав да го напишам ко воа, гледаш, но сега не знам како вие две да ги споам заедно. Да ги споиш на страницата или како? Да, да ги споам ко страница една, вака сакам да кажам. Така, значи тоа ако можеш да го напишеш, да помош на грид системот во Bootstrap. Текнува на грид системот? Грид системот? Да. Не го искористив, али го имам, еве, во грид систем. Да. Со помош на овие тука класи, ти можеш така да го направиш едно да ти е лево, едно да ти е десно. Како што Да, се. можам да ставам ко еден од три. Да. Да исклучам за стоп шер, но ти сега ми е јасно што треба. А последното домашно? Ова од минатиот час? Кој е? Чекај да го да видам дали го имам. Сега вака ќе морам да ти нагледам. Во ми е само кодот. Ба, не го напишав, но ќе го напишам. Подоцна, кога имаме домашно. 2 домашна ќе напишам, немам. Оноа, од 10-тиот час. Но мене, кога добијам нов компјутер, полесно ќе ми биде да правам работи, ама сега ми е малку потешко. Морам вака. Добро. Океј. Добро, Анес. Кој чака следен? Тео? Сега, ете го кодот за машината. Ова е за последната, добро. Чекај. Ете го. Добро. Супер. А од предминатото бидејќи не беше прошлиот час, мислам дека? Не стигнавте да го напишам. Данеска со 7 часа не стигна. Добро. А снимката ја изгледа? Да, од последниот час ја изгледав снимката и од претходниот час што не бив. И јасно ти е се? Да, јасно ми. Испати преводите. Добро, Тео. Океј. И кодот го препишав. Кодот, супер. Добро. Океј. Кој сака следен? Константин? Зборам јас. Сега се успав. Сам презакрил 19. Се успа. Да. Треба Кога, да кога се успа, сега или са бајле? не ги пишував, сам ги пишувам пред часот и И заспа. Досадно ти беше. Океј. Вака, значи, за сите важи тоа, не знам дали го практикувате, меѓутоа најлесно е да одвоите уште 15-20 минути, пола сат највеќе после часот за да си ја напишете домашната. Така вие ќе се осигурате дека ви е јасно и плюс нема да треба цела недела да мислите за домашното за наредниот час. Барем ова не се многу долги домашни што ви ги даваме тука. Океј, и Ане, Артан? Се слушаме? Да, Домашно имаш?
Јас не направив бидејќи ме фати еден вирус. Офлеле. Сега добар си? Да, малце подобар. Да, има вируси, јас и тука има многу што знам дека имаат. Може би вирус, може би од промена на време малку ни влијае на сите, меѓутоа, окей. Дечки, пред да продолжиме со денешното предавање, дали имате нешто нејасно или нешто што би сакале да повториме? Денеска Никола ни фали, а Грегори најави дека ќе биде одсутен. Така што, окей, ако немате никакви прашања, тогаш ќе продолжиме денеска со крадливи компоненти, односно iframes кои што може да се додадат на вашата страница. Сега ќе само да вклучам презентацијата. Окей. Денеска немам маус, може би малце ќе сум поспор, меѓутоа ќе се снајдем. Окей. Значи, медија сите знаете. Што е се што може да се слушне или види, звук, музика, слики, записи, видеа, филмови, анимации и така натаму. Првите веб страни имале поддршка само за текст, било многу одамна. Бар така ни се личи, иако реално во години гледано не е толку одамна. Меѓутоа, се што имаме денес на прерака, што можеме да многу лесно да дојдеме, порано не било таков случај. И подоцна се појавиле страници со поддршка за бои, фонтови, слики, мултимедија и денеска имаме VR, AR работи. Дури имате, не знам дали сте ги виделе, многу ефтини као за помалку од 5 евра, 300 денари, оние cardboards што се за гледање VR. Така што поентата ми е дека за многу брзо технологијата има напреднато и ние сега пробуваме да ја следиме нејзе. Океј, значи овие сите звук, музика, слики, записи, знаете дека може да се во различни формати. Меѓутоа, на страницата не менуваат секогаш форматите, односно за тоа што ќе правиме ние, нема многу да ни сменат. И сега во оваа презентација ќе се обидеме да додадеме едно YouTube видео и вие ќе го пробате истото тоа, а после ќе видиме дали можеме и нешто друго да имаме, да вметнеме во нашите страници. Ајде сега сите, најдете го видеото што го сакате или поставете ваше видео на YouTube. Ако имате канал или нешто, може да го искористите вашето видео. Кликнете на споделување, изберете имбед, копирате го кодот. Океј, сега значи само вие најдете едно видео, а после ќе ги видиме другите два чекори како се прави тоа. Океј? Додека вие го правите тоа, јас ќе отворам нов фолдер, ќе направам и нов файл. Час 13. Океј? Embedded components, нека ни се вика. Видиме малку да си украдеме делче од кодот. Океј, најдовте сите по едно видео? Ако најдовте, тогаш додам јас ќе направам истото. Нека биде ова. Пример. Стопираме видеото, не го гледаме, само да се тргне рекламава. Океј. Сега, значи, под видеото на YouTube треба да имате копче Share. Кога кликнеме него, ми се отвараат различни
значи портали за шернување, ова не знам што е, WhatsApp, Facebook, Twitter, односно X, имейл и така натаму. А подолу, ова претпоставувам сите го користите, е линкот што се шернува, нели? Ако одиме од тука, знаете некогаш URL-то да е многу поголемо, значи да знаете за шернување така по фино, поубаво, има шер копче кое што ова баш и не личи помало од ова, меѓутоа треба да го направи помало URL-то од тоа. Како и да е, ние нема да го искористиме сега тоа, туку ќе го искористиме ова embed. Ова embed значи важи за сите работи што може да се вметнуваат, односно ако нуди нештото, некоја страница embed, секој што ќе се вика embed и најчесто ќе ги има овие помало поголемо, што се всушност карактеристични за код. Ако кликнеме тоа embed, пак ни искачи уште едно прозорче, кој што ни покажува како ќе личи на нашата страница доколку го искористиме овој дел од кодот. Океј? Значи за embed работите се користи тагот iframe и вие не треба нели сами да ги пишувате, туку ако страницата нуди embed, ќе ви го даде секогаш кодот. Вие едино треба да го ископирате, да го вметнете и да смените width и height доколку е потребно за вашата страница. Во овој случај ќе го земам јас овој код, ќе го ископирам и ќе го пейстнам тука. Океј? Вака малку за да Не го пейснавте, јас никој не видов. во бодито, одма го ставив. Вака. Ќе ставиме еден параграф, затоа што така става секаде. YouTube видео. Embedded. Embedded значи вметнато, односно вградливо. Тоа е преводот на embed, да се вгради нешто. И ние вградуваме во нашата апликација YouTube видео. Одам го сочувам ова. И ја отварам страницата. Ќе видиме дека на нашата страница навистина тоа видео што тука беше се лодираше. И не само што се лодираше оваа сликата, туку навистина јас можам да го кликам, да го отварам видеото. Дури си ги имам сите функционалности што инаку си ги има YouTube, Watch Later, Play on TV, Full Screen, квалитет и така натаму. Ако кликнам на линкот најгоре, нели ќе ме однесе на YouTube. Сега да видиме, имаме width и height. Ние, доколку имаме потреба, можеме да си ги смениме овие. Пример да кажеме width 800, height 400. Ако одам сега и си го сочувам ова, ќе ни се смени големината на видеото. И сега малце е изместено, затоа што не е сооднос од тој 800 со 400, за да биде 16:9. Меѓутоа, овие се тие работи кои што вие најчесто ќе ги менувате. Другите работи ви доаѓаат од самата апликација што вие ја вградувате, од самата компонента. Сега во овој случај ова го разбираме source-от, го разбираме title-от, frame border, тоа е за да немаме тука од околу да немаме рамка. И овие другите се претпоставувам, овие работите кои што излегуваат тука како функционалност од YouTube. Значи овие тука плюс работи што се, затоа ви викам тие се специфични за секој, затоа не се замараме за нив. И ова тука referrer policy всушност дозволува ние да го фечнеме видеото. Под фечнеме сакам да кажам, доколку немаме ние пуштено интернет, тоа нема да ни функционира, нема да ни се лодне видеото, иако го имаме вметнато. Значи, други зборови, ако тука отварам Inspect и Network, треба да имаме некаде playback, значи некој од овие тука всушност прави повици до YouTube. За нас видеото да не се пушти, ако го пуштиме, прави уште толку повици за да се пушти и да може да го гледаме тоа видео.
Значи ние не го симнуваме видеото, туку ставаме линк до него. Океј, ајде сега вие да ми покажете, односно прво дали имате некои прашања? Ајде сега еден по еден да ми покажете дали може. Михал, сакаш да ни покажеш или имаш прашање? Да покажем. Ајде. Мгм. Добра, и си го ископира, си го вметни, без проблем ти се пушти видеото, така? Да. Добра, океј, Артан? Добро. Да. Кој сака друг? Константин? Сега го не сум во тек. Сега да го направам, ќе покажам. За брзо, за 3 минути. Океј. Тео? Јас готов. Сега ќе покажам. Ајде. Ето ти ми го кода. Пробав овие да ги стирам малку поорганизирани да ми се. И ето го видеото. Ето го. Вижте, Со Гледај. смеа. Добро. Океј. Анес? Океј. Сте повеќе причини да го сакате Орео. Орео сладолед. За вистински Константин остана, така? Се. Да го копирам. Се снаоѓаш? Да. Сега ќе искам. Ето. Добро. Океј. Сега? Значи тоа беше всушност задача 1, што имаме понатака во следовите. Ајде сега сите малку да видиме снаоѓање. Значи ви кажав дека освен YouTube можете да направите имбед на не било што, туку на многу работи, односно тоа што се нуди. И сега кој има идеја што би можеле друго да вметнеме? Михаил? Шортс или пократки видеа како шортс или TikTok. Добро. TikTok. Ајде. Тео? Слики од Facebook, Instagram. Слики од Facebook и Instagram. Океј, меѓутоа, дали можеби мора да биде корисникот логиран за да ги види нив? Не може. Можеби и треба нешто што е без логирање што може да се види. Некоја таква идеја имате? Океј, ајде да видиме. Без- Пробам. Како? GIF? Без. Дали може да го повторите прашањето? Прашањето ми беше освен YouTube, што го имавме во примерот за имбед, дали имате некоја друга идеја што може да се имбедне? Не, Анес? Има Анес идеја? Па може би нешто од Reddit или Instagram. Така, од Reddit тоа мислам дека е нешто што би можело да се вметне. Ајде, кој сака сега да сподели екран и нека биде еве Reddit
како пример, Анес, може ти ако сакаш да ни споделиш екран, да пробаш да побараш. Како? Јас мислам дека подобро ќе биде друг да шернот и мене ми скршен А, компјутер. Да, добро, окей. Тогаш кој би сакал да проба, значи јас немам пробано, немам видено. Кој би сакал тука пред нас да проба, имбед да направи пост, некој пост на Reddit да го направи имбедет. Кел? Не може јас сега ќе пробам. Ајде, ама сподели екран, за да видиме сите. Значи, не знаеме, треба да срчнеме на интернет. Што би срчнал сега, што би побрал? Reddit, ајде. Добро, Reddit. Окей, И би ќе отвориш напишал Reddit. Ете тој првиот пост што доле ти е искочен некаде. Само затвори го срчот. Окей, нека биде ова. Share. Embed. embed, Имаме таква опција, значи. copy code. Copy code. Добро, и погоре имаме слика како тоа би ни личело. Да го Добро, ајде. дадам истото? Да, метни го тука подолу. Добро. И ако сочуваш се ја рефрешнеш, Не додам. Нешто пиши embed Reddit commit, а не можам да го видам цело. ајде рефрешниш еднаш. Чекај, ете го. Еве го и Никола. Не гледам што пишува. Не сака, нешто не ми сака. Не Не можам ни јас да го дадам. Ајде да пробам на Google. Ајде, пробај. Јас исто така ке мене ке пробам. Нешто видиме, пиши Мене ми искочи истото. Reddit you refuse to connect. Че не може со Reddit да пиша. Не прифаќаат. Само да видиме. Само да видам дали ке мене ке функционира. Може да треба некој друго, такво. Дечки, можете и вие истото да пробате. Можете да пробате со Reddit или може да пробате со друго. Идејата е да видиме дали ако нешто рандом ни текне, можеме да се снајдеме, да си го вметнеме. Код. Ја ќе пробам уште еднаш. Just to connect. Може би треба да мените тоа height и width. Не, всушност, Нема да ке пробам. мене го дава. Но овде не го дава. Никола? Не овде не го дава. Слушаме? Наставникот кај вас го даваше? Не, и ке мене не го дава. Refuse. Добро вечер, наставнице. Значи трети нешто на Се сото. вклучив од на мама телефонот, бидејќи компјутерот нешто не сакаше да се join. Вака, пробуваш, имаш симнато Zoom или пробуваш на браузер? На браузер, па ми ја уклучува Zoom апликацијата. Так, значи добро, преку апликација си. Кога ќе отвориш браузерот, имаш таму опција да продолжиш во браузер, односно да не ти отвори апликацијата. Додека си на телефон и сега не слушаш тука, може да пробаш да го направиш тоа. Пример сега, ако сум на телефон и пробам да се вклучам преку компјутер, ќе ми избаци ли од телефонот? Не. Не знае дека истиот човек. Ја, нешто кажам, меѓутоа не те слушнав. Прашувам дали кај вас работеше? Не работи. Се одам дали е проблем со интернет нешто или Reddit зеза.
Наставник, Reddit, mislim, пошто пише refuse to connect. Да, и кај мене пишува тоа. и кај мене Не исто. сака да се конектира. А да видиме што ќе каже интернетот. Мојот Google search сега ќе биде Reddit embed refused to connect. И кај мене истото ми опишува. Кај мене исто. Значи на Reddit не може изгледа. Знаеш како да направам документот? Сега ќе ти пратам. Вака, Никола, на кратко, овој час учиме за embedded работи, односно вметнување на некои компоненти од, така да ги наречеме, third party sites, не се дел од нашата страница, ги вметнуваме во нашата апликација на многу брз и лесен начин. Значи, потребно е да отвориш некој YouTube видео, во share делот, ма сега треба да си на компјутер за ова. Во share делот, а предпоставам си на компјутер сега, така само од телефон слушаш. Да, само на Zoom апликацијата ми врти. Мислам, connecting само ми пишува. И не Да. сака да отвори. Кај мене истото ми го дава за тебе. Наставнико, а може да пробаме од TikTok? Веќе не ми. Да, може да пробаш од TikTok, исто така. Јас немам TikTok. Па јас немам TikTok, меѓутоа еве и Redditот не Не, бараше да бидеш најавен. Знаеш треба, како не треба да имаш акаунт да на TikTok. Ја знаеш минеш. како да направам, мислам, како да се вика документот? Документот embedded components може да се вика. .html. Како? Ќе ти го пишам во чат. Искам дека успе TikTok видео. Ете го. Ете го, TikTok успеа, значи супер. Дали може тука да... пробав да вајкам. Не, ќе ти го отвори, гледаш во ново, најверојатно. Да. Мгм. Ете, TikTok и YouTube. Ајде да видиме дали во конзола. Вати се на Reddit, ембедот, односно врати го. Ископирај го и стави го, вметни го пак. И отвори ја конзолата да видиме дали има некои грешки можеби. Ега веднаш. Еве, отвори ја конзолата. Инспект, конзол. Ле има. Мм. Окей. И кај мене отиде TikTok. Кај мене исто. TikTokот работи, значи кај сите. Да видам јас дали можам ова да го средам. Тој пак ќе отворам кај мене конзола. Може да ви споделам јас екран сега.
Значи тука вика refuse to frame because an ancestor violates the following content. Frame ancestor. Звезда. Да видиме сега. Ова, ако го изкопираме, Може да вземам вода? да, може. Ако го изкопираме, што ќе ни даде? Вика дека е некој проблем со Chrome. Добро, ајде да пробаме да го отвориме во Edge. Не е само. Добро, окей, ајде да не ве главам повеќе со ова. Идејата е, имате нешто, отварате на интернет, еден по еден ги отварате страниците и барате одговор. Најчесто одговорите ќе ги наоѓате овдека на Stack Overflow. А другата страница која што е сега многу актуелна, нели, е ChatGPT. Ова исто ми беше идеја некогаш некаде да ви го вметнам во предавањата, а бидејќи денес имаме малку плюс слободно време, ќе се обидеме да видиме дали ChatGPT може да ни помогне за овој наш проблем. И сега, што ќе му кажам јас на ChatGPT? Ќе му кажам I am trying to embed a Reddit, само да го тргнам ова. Reddit post in my application. I get the following error. Значи, кажувате што сакате да направите и која е грешката која што ја добивате. Не, ова не е грешката. Грешката е ова. Добро. Видиме што ќе ни каже ChatGPT. Добро, нешто ни објаснува што е проблемот и кажува како да пробаме да најдеме грешката. Нема да ве гнјавам, че сега се ова да објаснуваме, затоа што ова се многу покомплексни работи. Ќе пробам само да ископирам нешто што ќе ми каже оно и ChatGPT да видиме дали ќе ни помогне. Океј. Океј. Најверојатно, можеби, според ова што го гледам, Bootstrapот да прави проблем. Ајде да пробам да го избришам Bootstrapот. Сочувам. Видам дали ќе ми даде сега. Не. Океј, се враќаме на ChatGPT. Important notes нешто не стајало тука. Добро, значи, бидејќи користиме HTML, ова е HTML код, тука ни го пишува тоа. Ова е HTTP ако правиме повици сами по себе, не е битно тоа. HTML кодот го копираме, метата, секогаш ја ставаме во head, сочувуваме, ајде да видиме дали ова ќе ни помогне. Не ни помага ни ова. И сега му кажуваме на ChatGPT, I added the meta tag, but да видиме дали истата грешка. Добро. Self-scheme, the scheme HTTPS must be added explicitly. Тоа е истата грешка.
Да видиме дали може плюс да ни помогне, нешто друго да ни даде. Мгм. Океј, сега ни дава тука плюс код, кој што можеби ќе ни помогне. Идеме ќе си го ископираме и ова. Гледаме дека ни е во head, затоа ќе земеме само тој дел од кодот. И ќе одам ќе го ископирам наместо тука ова се што е. А јас тука всушност скратив нешто од Bootstrap-от, ќе одам од почеток ќе го ископирам. Да видиме. Не иѓе. Добро. Значи, чим за волку брзо не се сноѓаме, ова се некои комплексни проблеми што нема да можеме баш да ги решиме на часот. Не е битно дали некој успеа нешто друго освен TikTok и YouTube да им бедне од својата страница. Ја само YouTube и TikTok. Никола, се снајде? Наставниче, се уште пробувам преку компјутерот да се вклучам, не сака, упорно ми пишува connecting и на крајата ми покажува unable to connect. Да пробаш да го рестартираш компјутер? Во ред. Само секунда да не ми се исклучи лаптопот. Добре, дечки. Тогаш, бидејќи ни останува слободно време, малку повеќе ќе одиме со повторање, меѓутоа прво да ви соопштам нешто за вашите финални проекти, односно презентации. Само да се потсетам за датумот. Мислам дека беше 15 јуни, меѓутоа не сакам да утнам. Дајте ми само секунда. Значи на 15 јуни, тоа е сабота, со почеток во 10 часот, ќе имаме презентација на вашите проекти кои што ќе ги изработите. Исто така ќе бидат доделени и дипломите за завршените обуки. Сега сакам да добиам некоја информација иницијална. Кој од вас би можел да присуствува тогаш? Кој би сакал? Наставниче, каде ќе биде тоа, во Скопје? Во Скопје, да. И јас мислам дека ќе може. Добро, ќе те пишам тебе. Наставнику, Да. а ќе мораме ли да одиме таму? Па не морате, меѓутоа пожелно е. Па јас ќе ги прашам сега моите родители. Океј. Јас ќе ги прашам кој помош да заеме тоа. Скопје Добро, беше живеам во Битола. Океј, значи 15 јуни, сабота, тоа е сабота, во 10 часот, са бајле. Добро. Кој не беше од Македонија? Може да ме потсетите? Јас во Италија. Добро, значи ти најверојатно нема да дојдеш, така? Да, мислам. Океј. Наставнику, моите родители речеа дека ќе видиме сега, мајка ми отиде негде и она кога ќе се дојде ќе ја прашам. Добро, не е проблем, може Јас да ќе ми... дојдам. Константин ќе дојде. А Добро. кај ќе дојде точно? Негде. Тоа е во Среќа, кај American College. Добро. Тоа е
аеродром, мислам дека опфаќа. Да, Јас сум во аеродром. Не стане, че тоа е кафичот или? Да, кафичот има едно стартап клуб Скопје, така се вика. Тука позади, ја мислам, као дел е од кафичот, меѓутоа може и како посебно да се гледа. Ќе биде тој дел од просторот таму резервиран за нас. Наставникот и мене ме пушти. Добро. Тео, Да. окей. Значи, кој ни останал? Артан, ти не се изјасни? Јас кажа, јас сум во Италија, може би, не знам. Ти можеби ќе си во Италија? Да. А Јане, си ти беше во Италија? Јас? Да. Не, јас живеам тука во Велес. Ти си од Велес. Сега ќе праша мама. Добро, ајде прашај. Значи, тука ќе ставиме Михаел и Анес, а Артан X, односно нема. Ока. Добро. Добро, дечки. Значи, ова, јас имам камера пуштена, нели? Меѓутоа личам како може ChatGPT исто вака може би да ви предава, нели? Се шалам, не е уште толку напреден за да може толку брзо и вака директно да ви одговара на сите ваши прашања. Ама мислам дека не сме многу далеко од тоа за еден ваков виртуелен асистент во живо. Ама пак тоа нема не може да го замени човечкиот однос се уште. Наставнику, разликата помеѓу нас и роботите е како ако им стуриш малце вода, нив одма ќе се расипат. Да, ќе се расипат, освен ако не се водоотпорни. Така. Добро, дечки, ајде сега да идеме да видиме што ние всушност изучивме и дали има нешто што би сакале да повториме. Дали грид системот е јасен на сите, дали можеби треба уште еднаш да го повториме тој. Не. Ако немате друга идеја, јас ќе одам со него, затоа што е многу битен, клучен дел од Bootstrap библиотеката. Океј. Тоа беше, ајде да видиме да се вратиме назад. Значи, пред да ги затвориме овие embedded, идејата е некоја страница нуди можности, дел од нивните, значи, работи, постови, видеа, музика можеби, да направите ембед. Ајде да пробаме музика. Ајде да видиме вакво нешто, дали може и да затвориме со тоа. Spotify embed. Playlist. Нека видам. Playlist view, click on the three dots. Океј, сега ја немам Spotify, не знам дали ќе ми даде. Да, вакво, меѓутоа идејата ми е без видео, само музика дали можеме да ембеднеме. Еве ќе пуштиме нешто од The Weeknd. Не е битно. Трите точки, share, embed, artist. Значи ќе пробаме да направиме embed на артистот. Океј, видете сега тука дури колку е поинтересно. Ни се отвара страничка и ни дава опција за боја, супер, size, normal, compact или во проценти. Надолу ако скролнеме ќе видиме што всушност ќе искочи на нашата страница. Show code, ако имаме потреба да го видиме кодот, ево го. Меѓутоа ние ќе идеме, ќе си го ископираме, ова ќе го избришеме, Reddit-от, тој малку проблематичен излезе. Меѓутоа еве истиот iframe што го имавме и кај YouTube, не излегува тука, да видиме што плюс имаме, height, width 100%, окей, frame border немаме, allow full screen, предпоставам нема да е дозволено, loading lazy не е битно, allow како и тука, значи тоа се делови што они си ги знаат само за нив. Не ги чепкаме ние до толку. Ако рефрешнеме тука да видиме дали ќе ни се појави, ево го се појави, дали ако кликнеме на тоа play ќе работи. Океј, значи толку, 2 клика беше, можете вакво фенси да кажеме делче да додадете на вашата апликација.
тоа е тоа за embedded. Сега се враќаме кај Bootstrap grid системот. Кој час беше само? Час 8. Океј, час 8 отвараме, ова другото го затвораме. И се враќаме. Значи, grid системот е систем на Bootstrap кој што го дели екранот на колку делчиња? Кој може да ми каже? Како? Bootstrap системот на колку делови го дели екранот? Анес? Наставнику, јас не сакав за ова да кажам, но да кажам за Скопје дека ќе идам. Ке дојдеш? Добро. Да, ама за ова мислам може би 4. Не, тоа беше многу онака рандом, мислам дека не. Михаел? 12. 12, значи запамтите го тој број. Дечки, питање многу. Го дели на 12 делчиња екранот и вие со тие 12 делчиња треба да организирате вашата апликација. Значи Сега се сеќавам. не се 4, не се 10, 11, значи 12, точно 12 делчиња. Дали ќе бидат тоа еднакви или не, зависи од вас. Како тоа, што значи тоа зависи од вас? Значи започнуваме да го делиме екранот. Како? Прво нешто што ставаме е div со класата container. Okay? Во класата container, таа е една на почеток од нашата делба и после тоа имаме две, roll и call. Значи ве молам, овие секогаш треба да ги знаете. Не се работи веќе кој што може да ги бајате, нели може, меѓутоа се работи што треба да ги знаете постојано. Како што знаете да собирате, ако сакате да работите со Bootstrap, треба да ги знаете, да го знаете grid системот многу добро, затоа што вас ќе ви олесни работата. Значи, после контейнер имаме класа row и класа call. Сега, што значи row, што значи call? Row значи, сега ќе ви нацртам тука натре, row значи ова целото, ако е нашата страница, ова големото би било контейнер. Row, како што и самото име кажува, е еден ред. Ова е row, ова е row и така натаму надолу. Внатре во роот имаме колони, нели, редици и колони, дел од секоја табела. Секоја тие колони е внатре, нели. Ова може да е колона, ова може да е колона и ова може да е колона. Исто така може тука да имаме 12, сега да не ги цртам сите, меѓутоа може да имаме 12 еднакви колони. Битно е дека секогаш збират на овие тука мора да биде 12. Океј? Овој цртеж, оваа представа и слика за grid системот, јасна вие на сите, ја имате во глава како се дели екранот? Да. Океј. Ќе ви покажам сега едно сценарио, друго, меѓутоа прво да го дообјасниме ова. Кажуваме тука row и call. Кога ставаме вака, без да додадеме дополнително бројче, кој што го додававме тука, тоа си зазема еднаков простор од екранот, односно овие две колони ќе си заземат по пола од екранот. Ајде да одиме да го видиме тоа тука. Grid систем. Еве го ова првото. Сега, значи, ќе одам inspect, за да го видиме тоа уште побаво. Во sources, не, во elements, body, еве го тој првиот. Еве го вака. Еве го тој првиот ред. Значи, гледате, се дели на две еднакви делчиња. Зборам за, сите ги гледате тие испрекинатите јакови линии, дечки, така? Или не ги гледате? Ме слушате?
Да. Значи си го делам на лево и на десно, односно one of two и two of two, лево и десно. Во следниот пример тука имам поделено на три еднакви делови. Еве го едниот, еве го вториот, еве го третиот. Во последниот пример тука пак го имам поделено на 8 и на 4. Сега ако видиме, осмицата зафаќа, нели, ако имаме 100% што е еден ред, row, 8 би ни зафаќало, нели, 8 делчиња од тие 12 делчиња. А 4 се другиот дел. 4 и 8, 12. Значи на 12 дела го делиме екранот. Океј. Сега, прашање за вас. Што ќе се случи ако наместо кол 4, тука ставам кол 5? Дали има некоја идеја? Никола? Се оправи компјутерот? Михал, ти ја гледам раката, меѓутоа да видиме другите дали пратат. Не настави ми, че заглавен 15 минути на Getting Windows Ready, don't turn off your computer. Ти се прават апдейтс, тука нема што да правиш. Само почекај, немој никако да го исклучиш. Биди трпелив и почекај. Значи, поради тие апдейтс, нешто ти фалело на компјутерот и затоа ти главело. Не би требало да наредниот час да имаш проблеми. Океј, како и да е, дали имаш идеја, ако ставиме тука, наместо кол 4, ставиме кол 5, што ќе се случи со нашата колона? Еве ќе ти понудам две опции. Првата опција е екранот ќе се подели на 13 делчиња, каде што едното ќе зафаќа 8, другото 5, а втората опција е, бидејќи нема доволно место на екранот, ќе премине во нареден ред. Што мислиш дека ќе се случи? Опција, мислам. Како, Анес? Мислам дека втората опција. Тоа ми е Тоа- добро паѓа. И јас мислам втората опција. Јас мислам првата. Добро, Константин, ти што мислиш? Да не заспа пак. Втората. Добро. Ајде да видиме. Можам тука директно да си го едиктирам, фатам кодот инаку. Втората опција, значи, ако нема место на екранот, крит системот е доволно паметен за да не се тутка или да прави некои неочекувани работи. Туку едноставно вика, окей, ја треба да зафаќам 5 колони. Ама тука веќе немам место јас. Зафатени ми се 8, мене ми требаат 5. Јас ќе отидам во наредниот ред. Еве гледате тука кол 8 си зафаќа, па има празен простор десно. И после ова кол 5 преминува во наредниот ред. Затоа уште еднаш, грид системот го дели екранот на 12 делчиња. Со тие 12 делчиња вие располагате. Океј. Сега прашање до вас, уште едно, кој што исто така битно за по-модуларно делење, доколку имате потреба. Дали можам во рамки на една колона јас да имам ред повторно? Односно, дали во ова кол 8 ја внатре, да отидеме во кодот, ќе ископирам уште едно, за да не го менувам ова, да се стои. Ова ќе го избришеме. Океј. Чекај да видиме тука едно стајлче, дали може да дадеме. Style div border 1 pixel solid black. Вака. Ова веќе има повеќе смисла. Океј. Многу полесно може сега да видиме
што како е поделено. Така, прашањето да се навратиме беше дали јас во оваа колона можам повторно да имам истата шема, roll call. Што мислите? Всички? Михаил? Јас мислам дека не. Зошто? Па бидејќи како може, ако нели рова се стави на 12, ако ставиме у колона, ќе нема О, значи, ти мислиш дека не можеме тука да ставиме уште една класа, која што ќе биде row? Зашто? Океј. И која што ќе има повторно колони. Ќе ставиме кол 6, 2 кол 6, ќе ги крстиме inner кол 6, 2. Значи, сепак може. Зошто може? Затоа што ако само точно на 12 делчиња се дели екранот, без опција за тие делчиња повторно да може да се делат на колку делчиња. Сакам, значи пак се тие 12 делчиња, меѓутоа може колку пати сакате да ги делите, за да дојдете до вашата позакувана, до вашиот позакуван дизајн на страницата. Значи, тоа ќе беше многу неоптимално и неубаво. Ќе беше многу ограничено. Затоа Bootstrap нуди внатре, во рамките на една колона, во рамките на еден ред, извинете, повторно да се делат во рамки на една колона, да се дели повторно на редици и на колони. Дали можам тука да додадам уште еден ред, ќе одам ќе си го ископирам ова, ќе го додадам тука. Да, можам. Значи можам да додадам колку сакам редици, колку сакам колони, ватре, неограничено надолу. Океј. Дали ова ве буни многу или ви е јасно, гледајќи ја сликата овдека што направивме? Значи, прво нешто, ова тука го гледам. Го делиме на лево во ова цело 8 делчиња и десно во ова на 4 делчиња. Сега, во ова тука делче смалуваме, имаме веќе поделено 8 делчиња од претходниот екран, ама веќе се наоѓам во нова колона и таа за себе си има пак 12 делчиња од просторот што го зафаќа. Тоа е овој простор тука. И сега, ако во овој простор додадеме две колони со по 6 делчиња, од тој простор што го имаат тука, тие ќе земат по 6, односно по пола. Гледате, ова лево и ова десно се еднакви, односно земаат по 6 делчиња од тоа делче што го имаат. Значи не го гледаат тоа што е направат нив, тоа што кај што си се наоѓаат сам. И после тоа во рамките на ова тука кол 8 целово, долу имам уште еден ред со по 2 колони од 6 делчиња. Тоа се овие. Ево го едното, ево го другото. Сака некој да проба да го подели вака? Може да се навратите сите во истиот файл и да пробате да го поделите вака екранот. Не мора да се точно 6 по 6, меѓутоа да направите делба во делба внатре. Дечки, ве буни ова или е јасно ви е? Мене мозокот денеска ми се сокина цел. Добро, и сега те буни ова многу?
Не, и од училиште беа многу тешки прашања, сега малку ме боле мозокот, али не, Сега уште ова ти палеш и да си спијам. добро, ајде после ќе одмориш и ќе ти легнат убаво информациите, утре ќе бидеш посвеж. Да. Тео, како ти личи ова, го разбираш? Да, разбирам, го сваќам. Никола, Константин, Артан, Мене ме болни. Мене малце ме буни, ама повеќето јасно. добро. Окей, значи уште еднашка ќе го повториме од почеток, затоа што е многу битно. За таа цел ја тука ќе ги одвојам уште повеќе работите и ќе пробам малку да ви ги стилизирам за полесно да бидат визуелно одделени едно од друго. Мислам дека ова е доволно. Сега вака. Тука ќе ставиме неколку си брейк. Дали едно доволно? Едно, ајде две. Окей. Сакаме ова да го разгледуваме тука само. Сега. Нова редица тука. И ставам border, 1 пиксел, solid, нека биде green. Окей. Ако ја обувам сега оваа со зелено, ќе видиме дека е многу бледо обоена, меѓутоа ја забележувате така оваа целата тука редица обоена со зелено. Сега ја забележувате, така? Еве ја таа редица обоена со зелено. Кажете ми кога сакате да направам стоп, да го повторам уште еднаш, затоа што сега ќе објаснувам напред, окей? Еве ја таа редица обоена со зелено, така? Значи се наоѓаме веќе во контейнерот, во редицата. Контейнерот не го бојам, нема потреба. Во таа редица, сега ќе го избришам ова, затоа што го видовме, имам колона од 8. Пробам ќе се обојам таа колона од 8. Border, 2 пиксели, solid, plum, pink, purple, ајде. Не е битно. 2 пиксели, purple. Добро. Кој дел ќе ми се обои? Овој дел овде. Значи, од ова зеленото, тоа е ред, јас правам оваа тука колона со лилјаково, што пак не ми се гледа убаво. Да ми зафаќа. Можем ли да ставам padding? Ај, нема да имаме толку време. Значи, лилјаковото е колоната од тие 12 дела што зима 8. Евата, кол 8. Така? Имам после една која што ми зафаќа 4. Таа ќе одиме и ќе обоиме повторно 3 пиксели, solid, тоест може dash да ставиме тука и повторно да биде purple. Еве го другото делче. Значи, еве осмицата, левата лилјаково, еве четворката. Купно 12. Сега, внатре во лилјаковата сум, значи внатре во лилјаковата, повторно ова тука делче е поделено на 12 делчиња. На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, значи 12 до тука, значи. Затоа што се наоѓам внатре во него. Што значи тоа се наоѓам внатре во него? Па еве, во ова кол 8, јас тука имам повторно некои редици со своји колони. Првата редица тука, ќе ставам некоја си style, border, 3 пиксели, solid, тоест нека биде ова dash, ајде која боја? Blue, некоја? Blue?
Океј. А другата редица ќе ја ставам да биде кои други опции ги имавме? Дешт, стрипт имаше, страйп, океј, нека биде солид. Океј, значи еве го едниот ред, плавиот, со испрекинати линии, еве го другиот ред, повторно плав со испрекинати линии. Значи пак имаме редици. Зеленото ми е еден ред голем надвор, ама во ова кол 8 јас имам две редици повторно. Првото со испрекинати линии плаво и второто со испрекинати линии. Со плаво. И сега внатре имам колони. Една колона, втора колона во првиот ред и во вториот ред една втора колона. Ако одам да ги обрам тие колони, style, border, 5 пиксели, solid, кои бојни остануваат? Виолет. Жолтата, Ред. црвена може да биде, да. Да ни фалат две точки. Вака. Дешт. Повторно сме кај колоните, solid и втората ќе биде дешт. Океј. Еве ги, значи црвените. Еве левата колона, еве десната со испрекинати линии. Тие се дел од веќе 8-те зафатени предходно. Тука имам 8 и веќе не ме интересираат ни, веќе сум внатре. Тука си имам повторно ред, секој од тие два реда тука има по две колони. Дали можам ова да го сменам? Дали можам да ставам 8 со 4? Како дека да. Еве осмицата, сега нели треба и ова да го смениме. 8 со 4. Еве 8, еве 4. Тоа е првиот ред. Вториот ред не го чепкам. 6 со 6. Малку појасно, Артан? Па да, малце појасно сега. Ќе можеш да пробаш да го извежбаш. Сега јас тука што ви цртам не е поубаво од тоа што го има тука. Ако го отворите Bootstrap системот, малку поубаво визуелни работи ќе ги имате. Еве ги. 12 делчина, 1, 2, 2, 2. Тука имаме само обични колони. Тука имаме со различни големини. Еве тука става кол, тука става 6 и тука става кол. Што значи тоа? Ова значи дека ова ќе зафати кол 6. Ако зафати кол 6, колку колони ни остануваат? 12 минус 6, 6. Имаме уште две колони. Тоа значи дека тие две колони треба да ги поделиме еднакво со 6 дела. Во превод, тие две ќе земат по 3 делчи. Ова ќе биде 3, ова ќе биде 6, ова ќе биде 3. Истото важи и тука, само што не може баш да се поделат тука, бидејќи е 5, меѓутоа ќе земат еднаков дел од екранот. Тоа е битно. Битно е дека ова ќе зафати 5 колони од тие 12, а овие две ќе си го поделат екранот еднакво. Кога немате бројче, запамтете, екранот се дели еднакво. И така натаму, тука имате многу примери. Еве, тука гледате какви се комбинации има. Значи, врапирање во колонии и така натаму, не мора значи се да ви интересира вас, ама до каде што разбирате, може да стигнете. Артон, повеле? Јас сам никој не го имам кодот тоа grid систем. Кодот од Сега. grid системот го имаш на GitHub. На Го имаш GitHub. линкот до GitHub. Да, Значи, таму ќе го Добро. најдеш кодот во час 8. 8. Да. Добро. Сега јас ќе ги пушнам и овие работи со боите со се. Играјте си со боите. Видете што ќе се случи. Што ако ставам тука уште една редица, што ако ја зголемам колоната, што ако ја намалам, што ако немам бројче кај колоната, колку простор ќе ми зафати. И така натаму.
Испробајте и ќе Добро. видите многу корисна алатка на Bootstrap. Добро, дали имате некои други прашања или може да го завршуваме часот? Никола, дали има потреба да ти биде испратена снимка? Па може, Може. може. Добро, а со iFrame-от проба нешто ти се пушти компјутерот или не? Не, компјутерот е цело време на истиот скрин. М. Сега Добро. баш подигнав working on updates 1%. 1%. Па добро, може би малку поспоро му треба повеќе време. А на кабел ти или на Wi-Fi? На Wi-Fi. На Wi-Fi, па и од тоа е поспоро. Види ако имаш опција да му ветнеш кабел, така претпоставувам малку побрзо ќе биде. Добро, ќе ти испратиме снимката. Туку уште Михаел треба да ми кажеш. И тоа е тоа. Добро, дечки. До Ако гледање. немате прашања, се гледаме наредниот час. Чао, дечки. Гледање. До гледање. Има До гледање, добро. славице. Добар викенд. Убав До викенд. гледање. Убав викенд.